Денешната пресконференција на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е посветена на транспарентниот процес поврзан со јавниот оглас за додолување на државно земјоделско земјиште над 3 хектари, за кои што постоја соодветни услови за инвестиции. Односно, токму затоа пред јавноста сакаме да го представиме и потенцираме големиот интерес на домашни компании за доделување на земјоделското земјиште со инвестиции, односно со соодветен бизнис план. На јавниот оглас пристигна 51 понуда, од кои што 39 се со уредна и целосна и комплетна документација, а 12 апликации се одбиени поради формално неисполнување на пропишаните законски услови во самиот оглас. Она што радува е што вкупниот инвестициски фонд на овие 38 понуди изнесува 15,5 милиони евра, односно толку средства вкупно би се инвестирале во подигање на насади и во изработка и односно изградба на преработувачки капацитети, што беше еден од фокусот на самиот оглас за задоволување на овие 23 атрактивни блокови. Оваа сума представува директна инвестиција, односно директен влог во самото земјоделство и во агросекторот. Дополнително со овие прифатливи понуди се исполнуваат и условите, односно се реализираат условите во делот на не само на инвестицијата, туку и во делот на отварање на нови работни места, односно се очекува минимум околу 100 работни места кои што треба да бидат отворени со самите овие договори кои што ќе бидат склучени во следниот период. Сите прифатливи понуди, освен за подигање на насади и одгледување на едногодишни култури, содржат и капитални инвестиции, што е особено битно во објекти од примарната обработка на земјоделските производи, како винарии, кланични капацитети, центри за преработка на овошје и зеленчук, откупни центри, млинови, оранжери и други објекти тесно поврзани со самото земјоделско производство. Овие инвестиции преку ваков тип на оглас за доделување на земјиште се од исклучително значење за земјоделството, односно за производството на конкурентни земјоделски производи и она што е најважно, можност за решавање на откупот и на вишоците на земјоделските производи. Прифатливата бројка на понуди на овој оглас е јасен индикатор за довербата на бизнис заедницата од агросекторот за поволните услови за инвестиции во самото земјоделство и на показател дека соработката помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и бизнис секторот, односно бизнис заедница од агросекторот е навистина на високо ниво. Ваквите одгласи ја отсликуваат заложбата на владата и на Министерството за зголемување и на капиталните и инфраструктурните инвестиции во земјоделството и руралниот развој, што крајно ќе придонесе за економски развој на регионите и за отворање на нови работни места во истите, што е една и од целите на Европската унија, но и од целите на владата на Република Македонија. Инвестициите што преку ова оглас ќе се реализираат во наредните 5 години ќе бидат силна алатка за решавање на откупот на вишоците на земјоделски производи, што е особено битно преку воспоставување на синџири на соработка преку примарните производители и преработувачките капацитети кои што се предмет на инвестиција со овој оглас. А за оваа цел во следниот период ќе промовираме и низа на други проекти финансирани и преку ИПА, но и преку националните програми за поврзувањето на самите производители со преработувачката индустрија и капацитети. Со задоволство може да кажам дека станува збор за успешен оглас, што за нас како ресорно министерство представува мотив да продолжиме со уште поинтензивно објавување на следните огласи во 2019 година. Веќе активно се подготвува вториот инвестициски оглас, за кој што очекуваме повторно огромен интерес на бизнис заедницата за изградба на дополнителни преработувачки капацитети и отварање на нови работни места. Ја користам оваа прилика исто така да потсетам дека огромен интерес имавме и за јавниот повик за доделување на државно земјоделско земјиште до 3 хектари, за кој што пристигнаа досега рекордни 718 понуди. Со овој јавен повик им овозможивме на сите заинтересирани, доколку имаат информации за слободна земјоделска земја, која што и не е толку атрактивна, односно е од 4, 5, 6, 7 и 8 класа, само иницијативно да пројават интерес преку подготовка на геодетски елаборат и прибирање на сите потребни документи. Радува фактот што и за неатрактивното земјоделско
земјиште во разни региони и предели на државата, има навистина силен и голем интерес за доделување, односно ставање во функција на самото земјоделско земјиште. Ќе ги продолжиме во 2019-та, исто така овие политики во делот на земјишниот сектор. Исто така ги повикувам заинтересираните правни физички лица да ја следат работата на Министерството во 2019 година, заради тоа што ќе имаме низа на можности како за сите оние кои што ќе склучат договор по однос на овој инвестицијски или на следните огласи, како и на сите кои што ќе склучат договор за земјоделско земјиште, но и се заинтересирани и за инвестиции во агросекторот, заради тоа што 2019 ќе имаме перманентно отворени повици за сите мерки во делот на ИПАРД програмата, која што е една за која што на последниот 11-ти министерски состанок во Берлин, претходниот викенд, Македонија беше потенцирана како лидер во регионот. Но исто така, во следниот период, Министерството со самото усвојување на програмите за директна поддршка и рурален развој ќе ги брифира и медиумите, но ќе информира јавноста, заради тоа што станува збор за сосема нови мерки кои што ќе бидат од оваа година вградени во самите програми, а се можност за инвестиции во агро и земјоделскиот сектор во Македонија.